20 часот време за дневник на К1. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа овој петок. Државниот завод за статистика објави зголемена потрошувачката на градежни материјали. Иванов во посета на МВР. Мигрантската криза трае. Македонија ја очекува втор бран бегалци. Велика Британија излегува од Европската унија. Зголемена потрошувачката на градежни материјали, според податоците на Државниот завод за статистика. Во однос на претходната година, потрошувачката е зголемена за 27,8%. Колешката Валентина Михајловска ги има деталите. За 27,8% во однос на претходната година е зголемена потрошувачката на градежни материјали. Деловните субјекти што се занимаваат со градежна дејност потрошиле градежни материјали и енергија во вредност од 11,633 милијарди денари. Во вкупната вредност на потрошените материјали и енергија, најголемо учество има групата материјали за врзување со 3,442 милијарди денари, потрошено гориво со 1,659 милијарди денари, изолацијски материјали и премачкувачи со 1,332 милијарди денари, информира Државниот завод за статистика. Земјава во април пак потрошила 575.485 мегават часови електрична енергија. Податоците говорат дека 67,8% од потрошената електрична енергија е од домашни извори. Од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени 97,4% за производство на струја. Деновиве започна тампонирањето на неколку улици кои се наоѓаат во непосредна близина на центарот во село Тимјаник. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов изврши увид на градежните активности. Летните горештини не се пречка за локалната власт да продолжи со непречено одвивање на комуналните активности. Откако заврши комплетното асфалтирање на трите улици во должина од 1000 метри во село Тимјаник, сега се тампонираат и неколку улици кои се во непосредна близина во центарот на селото. Тоа се улици чие асфалтирање би било од големо значење, бидејќи се поврзуваат со откупниот центар за Грозје. Најпрво започнавме од Тимјаник, има тука неколку улици кои се во доста лоша состојба. Едната е ова кај Балкан, откупниот центар на Грозје, каде што секоја година има одредени проблеми и тука има многу возила, значи трактори, камиони кои чекаат и најдуваат на големи пречки, но планираме покрај оваа улица да тампонираме уште неколку улици во населеното место Тимјаник. Има една улица во многу лоша состојба од околу 200 метри. Жителите се задоволни од тампонирањето на улиците во нивното село и велат претходно не се одело пешки, а камоли со превозни средства. Условите, особено во месеците кога е бербата на грозје и предавање на истото во откупниот центар, биле катастрофални. Тракторите не можеле да се движат поради лизгавоста на патот во дождливите денови. Порано имаше доста дупки, сега колку да се поправи и натаму да се поправи, некои улиците направија, се асфалтира и да може да се порошира още малку уличката, иначе другото сето убаво. Има и други улици да се понаправат и тие. Лака ако оде ќе биде добро. За гројство кога се носе, малку е тешко. Не се тракторите не може да одат. Сега вака ќе биде, може да се паркират по 2 трактора еден на друг и така, сепак е подруго. Во зависност од количините на гребениот асфалт од патниот правец Неготино Криволак ќе бидат тампонирани и други улици во останатите населени места.
Поддржувачите на граѓанската иницијатива Протестирам вчера повторно излегоа низ улиците во Велес за да го искажат својот револт. И овој пат тие се движеа по добро познатата маршрута од Авона до Сармаале. Од Протестирам потсетуваат на нивните барања кои сакаат да бидат исполнети. Жално е што марионетата Иванов, наместо да пронајде решение за сите овие проблеми што се случуваат во државата, тој се повеќе ги продлабочи. Тој уште еднаш докажа дека е председател на една политичка партија, односно на неговата матична ДПМН, и дека сите оние кои не се согласуваат со неговата политика или со политиката на неговата партија, се хулигани, се предамници, се соросоиди, се сороспи и така натаму. Ја ќе му порачам на председателот Иванов да се поднесе оставка. Граѓаните сакаат правда, сакаат слобода, сакаат демократија. Ја ќе ги повторам трите основни барања кои ги имаме зацртано како дел од шарената револуција. Тоа е, ја кажав, значи Иванов подитно да си поднесе оставка од функцијата председател, владата на ВМРО ДПМН и ДУИ да си замине, да се формира експертска влада која ќе овозможи фер и кредибилни избори, како и граѓаните на Република Македонија или дел од шарената револуција да учествуваат во преговорите. За да овозможи активно старење на старите лица, Општинската организација на Црвениот крст Велес го спроведува проектот Активирајте се, никогаш не е доцна. Старите лица го пополнуваат слободното време преку едукација и работилници низ кои учат за мисијата на Црвениот крст. Активирајте се, никогаш не е доцна. Проект на Општинската организација на Црвениот крст Велес за активно старење на старите лица. Проектот е во рамки на Црвениот крст на Република Македонија, а е поддржан од Австрискиот Црвен крст. Старите лица го пополнуваат своето слободно време преку едукација и работилници, низ кои учат за мисијата на Црвениот крст. Едукација, односно работилници низ кои што нашите волонтери, возрастни луѓе ќе се стекнат со некои дополнителни знаења и вештини, а кои што потоа ќе ги употребат за спроведување на мисијата на Црвениот крст, односно за превземање активности од добробит на локалната заедница. Територијалната противпожарна единица дел од проектот. Волонтерите учат за противпожарна заштита во урбаната средина. Секоја помош, нели, би ни дошло добродојдена и ќе се потрудиме да добијат повише сознание и превентивно да действуваат во своите средини, односно да покажат некоја сигурност во своите стамбени објекти каде што живеат, а со тоа ќе ги пренесат и на своите внучиња, односно и обратно, внучињата ќе пренесат на постарите луѓе. Тоа е целта на противпожарната единица, односно на општина Велес, заедно во соработка со сите институции што сакаат да соработуваат и да допринесат за добробит на ова општество. Прва помош, заштита на повредени и болни, комуникацијски вештини и лобирање, хигиенизација на човековата средина се само дел од темите на кои се едуцираат старите лица. Осумдесетина на основци во изминатите денови ги изучуваа старите занаети. Со доделување на дипломи за учество денеска се затворија етноработилниците. Од локалната самоуправа задоволни што бројот на учесници се зголемува. Со доделување на дипломи за учество се затворија етноработилниците. 80 на основци ги изучуваа старите занаети, а инструктори им ги пренесуваа своите знаења. Од локалната самоуправа задоволни што расте бројот на деца кои се дел од овие работилници. Со задоволство можам да кажам дека се надминаа сите очекувања од заинтересираност на нашата најмлада популација која сакаш да ги изучува традиционалните наши занаети, и оваа бројка годинава е рекорден најголем број на учесници имаме на овие наши случувања. Значи повеќе од 80 деца појавија интерес да бидат дел од изучувањето на нашите традиционални занаети. Целта на работилниците е да се спречи изумирањето на старите занаети. Оваа година сме презадоволни и од интересот и од работата на самите дечиња, што за нас како организацијски одбор е гордост и ни е мило што
сепак овој проект успешно се реализира по 6-ти пат. За прв пат годинава се одржа и копаничарска работилница во организација на Советот на млади на општина Велес. Младите деца од градов имаа можност тука да научат дел од тајните копаничарството. Веќе имаме изработени неколку дела, но ние не завршуваме тука, продолжуваме уште неколку дена за сите дечиња да можат да се ги доработат своите дела, да остават еден белег позади нив. Организаторите и локалната самоуправа се надеваат на уште поголем одзив на деца следната година. Вчера вечер во ликовниот салон во Велес пред љубителите на класичната музика се представи семејството Богоевски. Менка Богоевска и низините синови Васил и Ангел се задоволни од посетеноста на концертот. Четиринаесет композиции од класичната музика отсвири виолинистката Менка Богоевска и незините двајца синови, виолинистите Васил и Ангел, во придружба на пијанистката Емилија Кабранова Филипова. Ликовниот салон синоќа беше местото каде звукот на виолината и пијаното на едно место ја собра публиката од 7 до 77 години. Богоевска вели дека чувството да се настапува со своите синови е безценето. Воедно потенцираше дека е задоволна од посетеноста на концертот. Настапивме со околу, не со околу, туку со 14 numeri. Тоа беа се така одбрани композиции од класичната музика и многу сме задоволни и од посетеноста на концертот и одзивот на публиката. Нешто прекрасно, премногу возбудливо, многу сум возбудена, многу сум, како да ви кажам, бидејќи нели со колеги кои настапувате, меѓутоа кои ќе дочекате со сопствените деца да имате концерт, тоа е нешто и се надам дека почесто ќе имаме вакви настапи. 15 годишниот Васил и 9 годишниот Ангел по стапките на својата мајка започнале да свират виолина. Вела дека имале повеќе концерти, но овој е посебен за нив, затоа што првпат настапуваат како трио Богоевски. Вела дека нивната мајка била инспирацијата и мотивот и тие да започнат да свират виолина. И јас започнав од мала и се одлучив кога ќе да бидам виолинист. Да, мојата мајка и сум присуствувал на голем број концерти на големи виолинисти. Какво е чувството да се настапува пред публика? Прекрасно. Идејата ми потекна од мајка ми, бијќи таа виолинист и таа бијќи цел ден вежбаше и јас посакав како неа да бидам. Ова е првпат сите сите ние трио, јас, мајка ми и брат ми. Иначе јас имам многу повеќе концерти од училиштето, од музичкото. Ова е прв, но не и последен концерт на семејството Богоевски. Менка вели дека во иднина потребно е да се одржуваат повеќе вакви концерти на класична музика, а со тоа би се зголемил и интересот кај населението за музичката култура. Зелениот караван на Зегин ги награди најверните фанови. Целта на овој проект е децата да научат како да стекнат здрави навики. Најверните фанови ги добија наградите велосипед, викенд во Охрид и ролерки на Зелениот караван на Healthy Food на Зегин и маркетинг агенцијата Marketing Mix. На тој начин се заокружи двомесечниот проект. Добитници на наградите се дечиња од Прилеп и Пробиштип. Целта на овој проект е децата да научат како да се стекнат со здрави навики. Healthy Food by Zegin, значи организираш зелен караван кој што ги едуцираше децата низ цела Македонија низ градинките, каде што офати преку 2000 деца, каде што ги едуцираше што е здрава храна, кои се нивните здрави навики, бидејќи здрави деца, здрава нација, здрав живот пред се. Значи што целта на овој караван е како да дојдеме и да допреме уште од мали нозе да децата научат. Ампова најави дека Зелениот караван од септември ќе продолжи со пообемна програма. Освен децата од градинките, ќе бидат опфатени и основните училишта.
22-годишен жител на Росоман е повреден во сообраќајна несреќа што се случи синоќа околу 22 часот на мостот над реката Црна на патот Росоман-Кавадарци, информира Анита Стојковска, портпарол на СВР Велес. Според првичните информации, несреќата се случила откако патнички автомобил Нисан Терано со кавадаречки регистарски ознаки се превртел на коловозот, при што со повреди се здобил возачот на автомобилот кој бил префрлен во општата болница Кавадарци. Увидна екипа од полициска станица Кавадарци направи увид од кој се очекува добивање на одговор која е причината за настанување на оваа сообраќајна несреќа. Следуваат останатите вести од Македонија. Во текот на летово најавен е втор бран бегалци, а тоа ќе биде сосема поинакво од оние искуства што ги имавме со првиот мигрантски бран, кога доаѓаа бегалци од боиштата од Блискиот Исток, изјави председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов при денешната работна посета на Министерството за внатрешни работи. Загрижуваат и состојбите со бегалците кои се наоѓаат во камповите во Турција, во Јордан и во Либан, кои се поинтензивно веќе почнуваат да доаѓаат и во нашата рута, се забележани секојдневно спречување обиди на нашата граница страна на полицијата и на армијата. Сите мерки се преземени, од голема корист ни се полицајците кои се дојдени од членки на Европската Унија и од земјите на Балканскиот коридор. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков потенцираше дека актуелните ризици поврзани со бегалската криза продолжуваат и понатаму. На дневна основа опфаќаме или зафаќаме или попречуваме од 200 до 300 бегалци или мигранти, идентификуваме организирани криминални групи, интензивно работиме заедно и на национално ниво и на меѓународно ниво околу воспоставување на потесна полициска соработка за отпочнување и за водење на меѓународни истраги. Според проценките на Министерството за внатрешни работи, состојбата со мигрантите ќе трае и понатаму. Председателот Иванов истакна дека земјава има капацитет за справување со сите предизвици. Новоназначениот министер за финансии Кирил Миноски во интервју за МИА истакнува дека фирмите се воздржуваат од инвестиции, граѓаните од потрошувачка на трајни добра, банките се попрудентни при давањето кредити. Неизвестноста во политичката ситуација сигурно ќе има ефект врз економијата и економската активност, поради што ќе се прекори и државната каса. Тој додаде дека главната цел на владата е да се обезбедат нови работни места, ликвидност на приватниот сектор преку редовно исплаќање на платите, пензиите, субвенциите, социјалната помош, како и задржување соодветно ниво на капитални расходи за да се поддржи економскиот раст, но и најави реализација на ново покачување на социјалната помош во јули, а пензиите во септември. Како се зовеш? Селим е Селим. Емин Унџал или Селим Селими, како што повеќето македонци го познаваат, почина вчера вечер. Унџал е легендата на македонскиот хумор. Децении се своите настапи ја засмејуваше македонската публика. Беше дел од екипата на хумористичната емисија Хихириху, која се емитува на македонското радио. Како кове? Па, видиш, беливе. Британскиот премиер Дейвид Камерон утринава поднесе оставка по резултатите од референдумот за иднината на Велика Британија во Европската Унија, на кој 52% од британците се изјаснија за напуштање на Унијата. 13 лица го загубија животот во Романија како последица на екстремно високите температури. Свето денеска. Мнозинството британци се одлучија за Брекзит, односно излегување на земјата од Европската Унија. Како што јави BBC, според резултатите од преброените гласови од сите избирачки окрузи, 51,9% се изјасниле за излез на Велика Британија од Европската Унија, додека 48,1% гласале за останување на земјата во Унијата. Покрај рекордната излезеност од 71%, клучниот збор го имаа гласачите на Велс и жителите
жителите на руралните области во Англија, кои со големо мнозинство и рекоа не на Унијата, наспроти Шкотска, Северна Ирска и Лондон, кои се изјаснија за останување во Европската Унија. После одлуката за излез од Европската Унија на денешната пресконференција, Дејвид Камерон го најави својот план да даде одставка како премиер на Велика Британија. Камерон изјави дека ќе даде одставка од функцијата во октомври. Тој рече дека смета дека Британија може да остане надвор од ЕУ и дека ќе најде начин за тоа. Рече дека ја сака својата земја и дека е почестен што и служел. Ке стори се што може за да и помогне да успее. По објавата на резултатите од референдумот за излез на Велика Британија од ЕУ, европските берзи утрово крахираа. Загубени се милиарди долари со тоа што индексите на европските берзи паднаа за 6,5 до 9,5%. Ваков пад на цените на акциите не е забележан уште од 2008 година, од почетокот на глобалната финансиска криза. Последниве денови берзите растеа бидејќи вложувачите очекуваа дека резултатите на референдумот ќе покажат дека граѓаните сакаат Велика Британија да остане во ЕУ. Најголем пад на вредност има акциите на банките, кои во просек паднаа за 14%, што би можело да биде најголем дневен пад во историјата. Пеколот ги зема првите жртви, 13 лица починети во последниве денови во Романија, како последица од екстремно високите температури. Само во текот на вчерашниот ден починале 8 лица во округот Васлуј и 2 во округот Јаш. Според соопштението на службата за итна медицинска помош, поголемиот број на починатите биле земјоделски работници. Метеоролозите предупредуваат дека в сабота и в недела топлотниот бран ќе зафати 11 окрузи во југозападниот дел на Романија. Се очекуваат температури до 35 степени, а индексот на влажноста ќе го помине критичниот праг од 80 единици. Денес имавме сончево и топло време со температури до 38 степен, а на места и краткотрајни врнежи од дожд. Постепено опаѓање на температурите се очекува од недела. Деталите во продолжение. И пред самиот крај, општина Велес ги информира граѓаните дека второто авионско третирање против комарци ќе го изврши на ден 29 јуни среда во периодот од 5 до 6:30 часот, доколку временските услови не дозволуваат третирањето ќе се изврши наредниот ден. Ќе биде опфатано целото градско и приградско подрачје, како и целото течение на реката Вардар на овој поток. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Ви посакувам пријатна вечер.